Англиска клима во главниот град на Македонија. Скопје тажно од Сабајле, депресии. Али има некој им прија англиска клима. Види, ако е некоја утеха 50 на години во светската историја, никогаш повеќе, со вакво време Лондон бил центар на цивилизацијата. Можеш да замислиш на што личил светот. Па добро се. И сега е многу значен центар. Да, ама не е Мада тоа сега што беше. глобалното затоплување го врати движењето во Лондон кое се бори за еркондишни, пошто немаат право забранети се еркондишните во Лондон, не знам дали знаеш. И сега се борат пошто летно време им иде дока и 37-8 степена. Што за нас тука е ладно. Абе види, летно време кајнив и да е многу помалку. Летно време кајнив 30 дојде на онаа влага, ти си излегува од кожа. Така што мислам дека треба рекондишн таму и за далеко пониски температури од нашиве. Влагата се тргнавме домаќински муабети како да сме во измерен молк. Во оние градови каде што има голема влага не се трпи веќе околу 30 степени. Ние сме навикнати на сува вруќина. Немаме гајли до 40 тераме. Ама денеска е дури така малку и депресивно ти текнували на она, како се викаше, чеки. Ќе најдам. Можеме ли да пуштиме една од... Не може да пуштиме, ќе не го блокира стримот. Не, ама ова е гарант за истечени авторски права. Не може. Чеки, знаеш што ме подсети песна? Не ме ризик. На која песна? Rainy Days and Mondays од Carpenters. Не е истечено како истечено. Мислиш? Сите што имаат живи наследници. Rainy days and Mondays always get me down, hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Еден фуриозен почеток на работната недела, нели? Со ова. Љупчо, со што ќе фатиме, со дебатата или со Али Ахмети? Значи, вака сега. Ајде да почнеме со Али Ахмети. Знаев дека нема да му одолееш. Не. Имав некоја шесто чуло. Имавме една кампања која беше навидум досадна. Значи, да бидам искрен, не беше нешто... Само навидум? Не беше ништо посебно жестока. Силјановска си ги кажуваше своите ставови, Пендаровски си ги кажуваше своите ставови кои ги нема, Бујар Османи ги кажуваше своите ставови кои ги има, мора да признам. Да. Не знам, Таравари своите стави, така сите си презентираа нешто, и Стефчо Јакимовски. Ама и лидерите на партиите се замешаа во кампањата. И Максим Димитриевски си кажуваше своите ставови, и Ванковска збореше за Палестина. Од прилика така изгледаше до сега кампањата. Но, добро се. Наеднаш улета вчера, откако почна и парламентарните избори, улета вчера Али Ахмети со отворена закана. Не, од почетокот не тука. Меѓутоа вчера некоја нервоза го фати, ние заборавивме да коментираме две закани. Она вчера е експлицитна закана кон лидерот на опозицијата, Христијан Мицкоски, иден премиер. Еве да бидеме директни, да им објасниме на слушателите, вчера се случи тоа да, еве сега ќе ви го преведам од албански јазик директно. Вчера Али Ахмети се закани директно дека ќе го прави оно што им го правеше своевремено на мавровските работници, дека ќе му го прави на Христијан Мицкоски. Вика, Христијан Мицкоски е растен со гурабии и бисквити. Христијан не ја почнува и белјата и мери ги зборовите затоа што си млад и ќе ти ја закрпам устата. Ова се зборовите директно преведени, дури се претерано експлицитни, па дури за наша така политичка емисија во која се зборува прилично отворено. Не, прилично не бе отворено, ама ваква работа не. Ова е за секоја осуда. Не само што е за секоја осуда, овој дискурс говори дека дуи нема никаква врска, ниту со ајде да ти кажам овој дискурс што зборува. Ајде. Може ли да се повикам на една култна реплика од еден култен југословенски филм? Ако нема пцовка, да. Нема. Добро. Лаки е мало нервозен. Значи,
Ајде. Лаки е мало превише нервозен. Ја мислам дека Лаки е многу нервозен. Лаки е и сувише Да. нервозен. Еве, Да. се извинуваме на гледачите и слушателите са Белево. Јас сум тој кој што инсистира секогаш во етер да иде македонски јазик, се Белет ми тргна на англиски, па на српски. Може и на албански ке се префрлам вака До климата покрај. е. До климата е, до време. До климата е. Тоа е, Лаки е мало нервозен. На Лаки веројатно му се гледа дека му се дрмаат фателите и позицијата во македонското општество. И сега заканата со Пале и со Република Српска, ако можам така да кажам, не успеа. Па сега одиме понатаму. На што мислам на Пале и на Република Српска? Ајде да се подсетиме сега. Онаа симулација одржана во државна институција, значи очекувам да добие казна од Државната изборна комисија веднаш. Не може предизборен настан да се држи во државна институција. До сега казна треба да добие Стева Пендаровски, снимаше спотови во кабинетот и во резиденцијата и си играше со гардата. Бујар правеше нека промоција во Ману. Во некој музеј правеше Пендаровски и СДС исто промоција. И во државна просторија се правеше собрание, еднопартиско собрание, каде што се менуваше уставот и се прогласуваа претседатели. Тоа ми заличи на онаа сцена, се сеќаваш, кога не се сеќаш ти дали си бил роден. Кога пратениците Срби излегуваат од Босанското собрание и на Пале прогласија Република на српскиот народ во Босна и Херцеговина, која што подоцна стана Република Српска. Ете, тоа беше заканата. Да се разбереме. Ивица. Таа закана не успеа. Ајде сега одиме лично. Сега не знам, може би го имал оној момент на Бранко Црвенковски со стечаецот Али Ахмети. Може би работеле некои може субстанци, да ти не знам. кажам ја една малку Ајде. Ни тргна денеска. генеза на оваа работа која доаѓа од зад кулисието. Ајде. Во првиот дел од кампањата, не знам дали приметивте дека Артан Груби беше целосно неприсутен. Се сеќаваш на тоа? Да. Го немаше. Сега дури се вклучи во вториот дел на кампањата. И сега ќе ви кажам зошто е тоа така. Во првиот дел од кампања Али Ахмети буквално гребеше како маченце на вратите на Белата палата Добро. и бараше постизборна коалиција со ВМРО ДПМН, а жртвата која ја ветуваше беше токму Артан Груби. Откако во неколку наврати беше одбиен, нели? Точно, те следам. Сега следува следната реторика, односно ако не може милум, јас со вас ќе работам силум. Затоа што тоа е методот на еден терорист. Друг метод, човек кој бил терорист, нема. Добре, види. Терорист. Тоа е зборот. Човек кој кренал пушка за да сруши поредок во една земја е терорист. И Џорџ Вашингтон бил терорист. Немаш так, види. Затоа не ти е добар, значи тоа што е терорист за еден човек, за друг е борец за слобода. Добро се. Сега, Со тоа што тука никој не бил поробен. Да, види се. Враќањето на овој во конкретниот види. Човек во паника, човек во страв, човек што е избезумен, излегува карактер. Значи има луѓе кои што го видиме, значи ова е нервозен човек, ова е се заканува, приземно се заканува. Ај по скопски да кажеме селјачки се заканува. Сега ајде сега да кажеме, сега пази. Е дека Само да кажам, преживеа Сили и Харибди, Содома и Гомора Христијан Мицкоски. Тука ви текнува како се менуваше име, што се случуваше во земјава. Ви текнува под кој прогон беше 7 години ВМРО ДПМН. Уште им е замрзнат имот. Така? И Али Ахмети се заканува. Абе, ајде. знаете што? Пример, во периодот 2016 година, 2017 година, кога ВМРО ДПМН паѓаше од власт, се сеќаваш на тој период? Добро. Тогаш Али Ахмети ниту еднаш не се закани со војна. Зошто? Затоа што знаеше дека има безбедна позиција. Али Ахмети, не му иде, он со војна се заканува. Знаеш како е тоа? Ке шие усти, ке убива луѓе и така натаму секојаш кога не му оди. Суштината е дека
види сега, Советот на Европа е тој што бара хашките случаи да се процесуира. Ама не види уште една И работа. ВМРО ДПМН, Да. еве, запамтете го ова, и наредната власт, која, нели, ветува дека ќе ја ослободи Македонија од овие пранги на СДСМ и ДУИ. Намалете малку имам фонија, слушам. Али некои слушалки ви се многу гласни пуштени, но не знам што е. Не па мислев мене ми сви уште мислев дека уште ми свири во затоа во што- покрај денов што е каков што е. Да. Има ВМРО ДПМН обврска да избере, да предложи обвинител кој ќе ги процесуира хашките случаи, кој ќе ги извади конечно од фиока. Затоа што во хашките случаи станува збор за воени злосторства, злосторства против човештвото, а тоа се злосторства кои Ивица знаеме Да, не застарува. Ја па Лјупчо тука имам едно издвоено мислење, знаеш што сме го зборувале ова. Знаеш дека јас буквално за се предпочитам прво и ние самите ни за една национална постапка да се ги завршиме работите. Меѓутоа во случајов мислам и токму заради тоа е добро што Дуња Мијатовиќ тоа го покрена. Мислам дека хашките случаи мора да си го најдат својот пат или до овој резидуалниот механизам од Трибуналот за поранешна Југославија или до Меѓународниот кривичен суд, не знам како. Меѓутоа тука има една, пази, меѓународната заедница со создавање на трибуналот во Хаг имаше благородна цел. Сакаше да ја декриминализира војната на европско тло. Второ обид. Првиот обид оној Брајан Келог пакт од 1928 година кој што не успеа ни овој обид. Гледам во Украина што се случува. Крвава војна, покрвава не може да биде, така ли? Меѓутоа, ајде да го затвори тој проект. Еве тука и ЕУ мислам дека може да помогне, Европската унија. Значи, војните на Балканот што се случува во декадата од 90-тите, заклучно со Македонската 2001 година, и некои си други настани што се случува потоа тука, имаше и такви работи, мора ни за една меѓународно правна димензија, ни за еден меѓународен трибунал да ја добијат својата разрешница. Сите ликови, мрачни ликови, кои што го загрозија мирот на граѓаните на поранешна Југославија, одлежаа во Хаг, освен Али Ахмети. Употребната вредност негова заврши. Време и тој да се соочи со меѓународното право за злосторство против човештвото. Веројатно тоа е нервозата. Во еден дел, во друг дел нервозата е затоа што, како вели нашиот народ, власт и душа најтешко се испушта, нели? И сега, пази се, ќе ми прави тука Републики Српски во предизборие, ќе се заканува онака, како да кажам, примитивно. Еве, 100 пати сме збореле ова, Лјупчо, и ти си исто како мене. Ја и ти не сме растени на Сребрена Лажице, растени сме во работнички наслоби, така? Овој тип на реторика, овој тип на вербално силеџиство, и мене и тебе ни е познат, зошто јас и ти не го потребуваме? Сме избрале да бидеме поинакви. Да. Очигледно тој е избрал Тој избрал цел живот да биде терорист. Срамота. Срамота. И се види од една страна го имаме Бујар Османи за кандидат за председател, не му можеме многу да му забележиме, но Липшо пристојноста не може да му забележиме на Бујар. Гледаш како се представува, дури вчера на дебатата. Значи има некоја елементарна пристојност, начин на кој што се представува себе си, сериозно се разбира себе си, тоа не може да го пренебрегнеме. Но ова што го прави Али Ахмети е срамота. Срамота, не знам како поинаку да кажам. Не знам. Катастрофа. Катастрофа, мислам. И значи да се вратиме на темата, очекувам дека знам дека тоа не е стил на ВМРО ДПМН. Но можеби не е лошо. Затоа што тука меѓу другото има наблюдувачки мисии, така ли? И ова што го нарекуваме меѓународна заедница, сега сме членка на НАТО, така ли? Значи квинтата прво, зборуваме Америка, Британија, Италија, Франција и Германија. На НАТО ви ова да го во земја на НАТО. На идниот премиер, најверојатно според му се заканува најмоćниот човек во земјата. Не е најмоќен сега. Во моментално најмоќен. Моментално, малце подолго од моментално, да. Да, од Димитар Ковачевски, од Стево Пендаровски е далеку. Значи човекот кој од 2021 година и од
како се вика, на лажното повлекување на Заев од политиката е најмоќен лик во македонската политика, се заканува лидерот на опозицијата во една демократска земја, кандидат за членска во ЕУ и земја членка на НАТО. Ај тоа, диве моноетнички цело време. Цело време промовира еден моноетнички триумфализам и време е точка да се стави. Значи, ако нешто го сотре Балканот, предходниве 30 и кусур години, тоа беше тоа што пак ќе кажем, тоа што лоши политичари ги злоупотребува етничките чувства за моќ и за пари. Да се разбереме. Етничкиот патриотизам е последно прибежиште на никаквеците. Се, суштината после овие избори да е институциите во оваа земја да се исчистат. Да се направи една дератизација не по етничка линија. Да се разбереме, тоа не смее да се случи. Туку треба да се направи чистење на институциите од корумпираните кадри од ДУИ. ДУИ треба да стане минато во овој политички систем, затоа што во секоја можна институција, од паркинг до Врховен суд, ние имаме во моментов присутна една длабока држава, еден паралелен систем инсталиран од ДУИ. Ја го рекол парадржава на ДУИ. Парадржава на ДУИ. Да. Доколку наредната власт во оваа земја не го исчисти тој паралелен систем, не ја исчисти таа длабока држава, ќе ја има истата судбина која ја имаше и Зоран Заев, и Димитар Ковачевски, и Никола Груевски. Ај вака се, да кажеме прво што значи не се сите луѓе кои што се влезени преку таа парадржава лоши. Така што самиот факт на промена прво ќе ослободи огромен дел. Има директори, има министри од ДУИ што се супер кадри. Види, прво се да се разбереме. Промена ќе ослободи многу луѓе од пранките на ДУИ. И тоа е многу битно и значено, затоа мора да има менливост на власт. И треба да се додржи на тоа ветување некој да се подигрува со оваа држава. Власт без ДУИ. Пак ќе кажам, да ми Републики Српски, да се заканува на премиер. Да не држи сите заложништва дека немало да бидат успешни претседателските избори, па многу е. Што е многу е. Кај што е најамнестиран човек во Македонија? Што највише му се простело. Значи по тепих се бутаа работи, извини, 2001 година требаше да каже еднаш кога тој човек извини. Македонија каже извини за многу работи што случува за време на комунизмот дека се албанците. Каде Али Ахмети да каже извини што крена пушка во раце? Ако веќе си добил ти некоја форма на амнестија од овој народ, не амнестија за воените злосторства, амнестија што си кренал пушка во рака, треба да кажеш извини. Да се извиниш на жртвите. Тачно. На сите жртви. Не се извини. Да мисли, која дрскост. И уште сега се заканува, па доста е, брали. На граници. Не да е доста, туку суштината е дека, че да се разбереме, Мицкоски не е ни мал ни дете, па сега ние тука да го браниме, суштината е дека не зборуваме ние тука, не е проблемот тука Христијан Мицкоски. Ма не бе, проблемот е лидер на опозиција. Проблемот е лидер на опозиција, проблемот е што станува збор за еден, знаеш, да речеше дека на Стево Пендаровски или на Ковачевски ќе ми ја зашие устата, исто ќе реагирав. Апсолутно. Но проблемот е што нив не им вика затоа што ти им се послушници. Сега тука по рекламите ќе зборуваме за дебатата, но една увертира. Вчера на дебатата, не знам дали го примети клучниот момент. Сите гледаат доследно, било вака, збореле така, збореле, се окей тоа. Но што е најбитно? Стево Пендаровски вчера прифати уставни измени во кои албанскиот јазик ќе стане втори јазик во Македонија. Го виде тоа? Но малкумина го примети. Не еднашка на бис, два пати го кажа. Два пати. Тој прифати дека Македонија треба уставно, сега види, ние сега системски сме двојазична држава ради СДС и ДУИ, што не малтретираат. Системски сме. Уставно не сме двојазични. Уставно македонскиот јазик и кириличното писмо се официјални во Македонија. Уставно. Тоа што сега спротивно на уставот СДС и ДУИ
инсталираат двојазичност сегде и не силуваат друго. Но тоа што уставот не е сменет, дава право утре сето тоа да отиде во неповрат. Односно, пак да си се вратат називите како што се беа претходно ивица. Проблемот знаеш кај е? Кај е? Проблемот е што Стево Пендаровски вчера прифати и уставот да биде дефиниран не со јазикот на 20% од заедниците, туку да стои дека македонскиот и албанскиот јазик се официјални јазици во Македонија. Тоа е веќе бинационална држава, нешто што во моментов на терен го имаме, на хартија го немаме. Сакаат да го стават на хартија. Ја па нешто друго да. мислам. И втора работа, ни помалку важна. Тој вчера прифати на таа дебата дека во вториот круг сите ќе не направат будали и тој со националистичките гласови на албанската етничка заедница ќе не победи сите во она што веруваме. Почитувани граѓани на Македонија, ова е до вас. Ако сакате да дозволите примитивен национализам кој ќе ви ги шие устите да победи на изборите, бујрум. Ако сте од било кој град, од источно, од централно, од западна Македонија, ако имате било што македонско со што се идентификувате, и ако одите да гласате за Стево Пендаровски, вие го поддржувате тоа. Вие поддржувате да живеете во држава со дводомен парламент, во држава во која има два официјални јазици. Вие поддржувате вашите деца да учат албански јазик од деца. Вие поддржувате да отидете во банка и да ве вратат затоа што не знаете албански. Тој ви вика, ја немам потреба да знам македонски. Тие ви дозволуваат да ве вратат затоа што ќе се прават дека не знаат македонски од било која државна институција. Вие го поддржувате тоа доколку гласате за Стево Пендаровски. Стево Пендаровски вчера јасно и недвосмислено, како што вели Ивица, 2 пати си кажа. Не само тоа, има уште една работа, се види, за жал. Тоа со 20% треба да замине кога ќе замине Северна. Тие се и Северна беше донесена со гласови на со еден етнички триумфализам од една страна и сега 20% ќе заминат кога ќе се извинат за тоа гласање, сите, не само Алихмети. И кога ќе се врати, значи кога ќе биде пак Република Македонија, тогаш може да зборуваме, да видиме како ќе дефинираме јазикот. А инаку само да кажам, Али Ахмети да не заборава. Кога беше на врвот на моќта еден друг човек наречен Слободан Милошевиќ, му се закани и го стави во затвор Азем Власи. Каде умре Слободан Милошевиќ, каде умре Азем Власи? Нека се потсети подобро. Азем Власи, пардон, е жив и здрав. И адвокат е на Косово. Каде умре Слободан? Одиме со кратка пауза, по која се враќаме во вториот дел од емисијата, во која ќе дискутираме за вчерашната дебата во која не се дебатира ништо. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, ајде. Вчера дебатата потврди неколку работи. Прво, вчера дебатата потврди дека македонската радиотелевизија и покрај козметичкото оправување и понатаму изгледа не е само концептуално смешно. Прво, зошто? Прво, не знам дали пратеше дека ниту кандидатите, ниту колегата кој ја водеше дебатата, поима нема кои се правилата. Цела дебата, никој не знаеше што беа правилата. И во текот на дебатата во неколку наврати се сменија истите правила. Тоа беше исто евидентно. Еден тотален хаос. Што треба да го очекувате кога имате 7 души, но пак можеше да биде тоа многу. Гледале дебати во Америка со 15 души. Затоа ти викам. Значи смешно. Второ, 15 души, све било. Правилата ги сменија 7 пати, а никој не ги ни знаеше. Тоа е најинтересно. Тоа е прва забелешка. Второ забелешка, самиот инвентар внатре, столиците и не, столиците и масичките беа као на слава од комши која собираш. Сите беа различни. Распар. Ужас. Трета работа во председателската дебата која искрено не ми се допадна е тоа што
никој не се докаже од 7-те. Ако претходно не знаевме кој е концептот на било кој од нив, сега па апла не знаеме. Знаеш? И најважно од се, барем за мене, вчера дознавме дека и покрај јавно тоа што одбија мораториумот на Христијан Мицкоски, Билјана Ванковска вчера го прифати мораториумот на Мицкоски. Сега само Ванковска да прокоментирам, значи видовме дека госпоѓето Ванковска вчера беше многу фина. Иако пред тоа збореше сега у дебата, ќе видите, ова ќе правам на Силјановска, она ќе правам на Силјановска, се спаси, ова, она. Вчера збор не кажа, што е добро, значи, затоа што се гледа дека, сега не знам дали Апасиев го одби, она го нема одбиено мораториумот. Може би не го одби, вика уште појако да маате по ВМРО, тоа го пише на Facebook, сега не зафркавај. Сепак она го има прифатено мораториумот на Мицкоски и на крајот од дебатата призна дека Силјановска ќе биде иден председател, не знам дали го видите. Го забележав. Имаше еден наноружен момент. Наноружен од 2009 мислиш, да се обрати на Иванов, ти ќе бидеш избран председател во дебатата, добро. Да. Добро, се не беше до толку експлицитен, сепак станува збор за далеку поинеков тип на политичар, веглаш колку сум политички коректен. На Северет. Вчера се забележа, значи, еден интересен момент. Бар за мене беше интересен тој момент. Во дебатата, кога Ванковска делуваше дека веќе се простија вториот круг. Сега, ќе видиме, народот на крајот на кружот ќе се каже, изненадувања се можни, иако пак ќе кажам, таа покажа далеку повеќе живот од еден Стево Пендаровски. Ја не знам дали го пронајдува актуелниот председател до крајот на дебатата, зашто едно време го снема. Он проба нешто да направи. Дебата е еден добар саат, ја не го видов. Проба нешто да направи. Сега, што беше тоа што проба да направи, не знам. Беше многу прилично, беше господинот Пендаровски, како да кажам, изгубен во времето и просторот. Се обидуваше да одбрани тези кои не се забрани. Во времето го бараше семето. Да. Беше интересен Стево Пендаровски, затоа што Стево Пендаровски беше како од песна на Ристо Вртев. Беше како привид што ги нуди сите можни облици и тоа веќе одамна не беше тој, туку беше некој кој го глуми и ужива во досада. Он прв почна, он го искористи Ристо Вртев, знаеш. Значи, како збориме од еден аспект на тоа на која публика се обраќа, мора да го издвојам Бујар Османи, вчера беше добар. Он се зборуваше за својата публика. Стефчо Јакимовски ми изненади позитивно од една единствена причина. Добро, очекувано ти беше тоа. Стефчо Јакимовски беше поставен да ги освои. Он уствари го правеше тоа што требаше Ванковска да го прави. Многу интересно. Она се изгуби, ја снема, а Стефчо Јакимовски беше тој кој се обиде да ги освои протестните гласови. Па се позиционира на тој начин. На таа основа. Максим Димитриевски беше окей. Да, он патриотскиот СДСМ го брка тоа. Да, он беше СДСМ како беше Асномската СДСМ Гоце Делчева и проба во неколку наврати, влезе во клин со сите он уствари, не знам дали го при. Да, еден што отиде таму да се расправа, беше Максим Димитриевски, другиот беа као, дојдовме нешто да кажеме. Гордана Силјановска беше класичен професор, а на професор не може во 30 секунди да каже ништо. Сега, па види да бидам вака симпатично беше мислечник кога кажа дека имам 25 секунди, ја треба да одговорам на 3 контралеприки и тука истече времето. Тоа беше најинтересно. Да. Не, тотално промашен концепт. Да. И ја пак ќе кажам, затоа што овде сме полемизирале ја и ти, ја бев за, ти беше против, јас сум против вакви собиранки. Ја мислам дека требаше да има две паралелни дебати. Една дебата во која ќе бидат
Бујар Османи, Арбен Таравари, односно од едната страна на масата Бујар Османи и Стево Пендаровски, а од другата страна на масата Гордана Силјановски и Арбен Таравари и уште една паралелна дебата во сите други. Не може Со така, сите лепше други. сега како ќе дискриминираш сега. Значи во Македонија висок е прагот да се влезе во претседателска трка, го прескокнаа 7 души, можеше да се направи многу пристојна дебата со 7 луѓе. Не ми беше јасно на седењето, претпоставам дека може да на крајот на кришата сите се здрави и прави се кандидираат за претседател на држава. Може да одстојат 2 часа на дебата, немаше тука да има никаков проблем. Но пак ќе кажам, оној концептот со реплики и контрареплики не ми беше воопште јасен. И уште не, мислам, Да. нив не им беше, ни на водителот не им беше, на никој не им беше. Премногу, 7 блока се многу. Мислам дека доволно ќе беше дипломатија да беше еден блок, национална безбедност, устав нека биде трет блок. И тука некаде да заврши целата работа. Значи во тие точки каде што се главниви ингеренции да видиме една изострена Не, битка. 7 блока треба да биде 6 сата Да, дебата. ма зошто? Не, немаше потреба од но без разлика сепак соочување се види разликата, види. Се види разликата во политичко искуство, во интелектуална тежина, во брзина на мисла и на крајот на кришата се види кој е политичар, а кој е аналитичар. Имаше ли еден политички став, на пример Стево Пендаровски, дали го забележи? Имаше анализи, нели, негови, за тоа како изгледа после 5 години. Чекај, имам една дозволи ова. Стево Пендаровски Не. е најскапо платениот аналитичар во Европа. Не, она што ми беше нејасно. Еве, ај молим те нешто да ми објасни. Плюс има резиденција, шофер, све он си и дале аналитичар. Чекај вака. Значи, она што на вистина ми треба некој да ми го нацрта. Секунд, еве го. Што би? А не ова, чекај секунд, некај да го запишеш за да можеме Шо баш за- за емисија да го запишеш. Ти Чекај. стварно се запишуваш, ти Пази стварно се, не гледаш. председател кој што е 5 години председател, излегува на председателска дебата и го вели следново. Ајде. Значи председател на држава, не знам тука пред Гранап 20 што се караат или во кафана седнало друштво па зборува. Председател на држава на председателска дебата, председател на држава кој што бара втор мандат вели: државата е многу партизирана од локално до централно ниво. А викаш добро, ајде. Кој е партизираш? Вика тука кај нас има многу изигрување на прописите. Председател на држава. Тука има многу етнизација. И после нешто не е битно. Меѓутоа, што си правил 5 години? Другови студенти су право. Абе што правил Што 5 ја ти години? кажам? Кај другови студенти се... Чекай, Јосип Брос Тито, нема споредба. Значи, не Македонија, Словенија, аграрна земја 45-та година. Види кај е Словенија 90-та година, види кај е Македонија, пардон, 80-та година, види каде е Словенија 80-та година. Може нешто да кажеш за него? Радио, телевизија, книги, издаваштво, индустриализација, електрификација, урбанизација и во Словенија и во Македонија. Има ли бе некој тоа што го е направил што го е направил Дзинго во Кратово? Не, ама видим, значи, тоа е затоа е Јосип Брос Тито, извини. Сега. Затоа Кога Дзинго се Дзинго. Да, и затоа Дзинго е Дзинго, да. Ама чекај Меѓутоа, се. Стои. Сега, ти можеш да го знамеш Јосип Брос Тито со ваков статус? И имаме големи проблеми. Не, Јосип Брос Тито вчера таму ќе беше многу помачо поставен како актуелен председател. Ој беше поставен како студент по медицина на испит по анатомија. Некако прво кога ги гледате, еве, ако некој што врска нема македонски, што не знае македонски, не знае македонска политика. И ако го седнеш таму и го прашаш да гледа и каже, еве, 7 души дебатираат, он не знае никој од 7-те, не знае никој е председател, само ги гледа, не ни разбира што зборат и да му речат, кажи кој од овие 7 е председател. Веруваш дека било кој ќе кажеше дека Стево е председател од сите 7? Тешко. Ако не знае, ти викам, не знае политика македонска, ништо не знае, никој не познава,
и не знае македонски јазик. И го прашуваат кој од овие 7 ти личи тебе дека е председател. Ја мислам дека копијата ќе се крше помеѓу Бујар Османи и Силјановски. На председател. Сега да бидам... Сакаш да кажеш кој беше најпрезиденцијален? Да, личе на председател. Стево не личеше на председател. И Стевчо личеше на председател. Ако не знаеш македонски, ако не пратиш македонска политика. Да. Али, да речеме, Максим така, не толку многу. По премиерски лик е он така. По министер за унутрешни. Али Стево дефинитивно не личеше на председател. Овој председател не има шанси, ќе рече. Сега ќе видиме. Вчера само има митинг во Скопје, иначе. И сега тука стандардното, па толку имале. Од Битола направиле промо видео како тргаат автобусите. Не знам дали го видовте тоа. Почна да се фалат и со автобусите веќе. Иако самиот Стево Пендаровски за луѓето кои доаѓаат со автобуси го искористи претходниот пат терминот стока. И сега стоката тргна со автобусите. Страшно. Ама тие за него што доаѓаат не се стока, тие што се добиток. Не, остај се. Ама не се да збориме искрено се, ако се сите користат автобуси. Дури Иванковски има брендиран автобус што е паркиран пред Бриколаш вчера, го видов така стои. Добро да ема, веројатно со тој патуваат низ Македонија. Не знам, ја го видов вчера, у време за патување ја идев нешто на Камаџари да земам. И тука проаѓав пред Бриколаш, бивши Бриколаш, и го видов автобусот брендиран со Билјана Ванковска паркиран. Интересно секој случај. Преинтересно, дури хиперинтересно. Ама стар автобус одбрале. Стар автобус. Што ти значи тоа? Така беше прилично. Пролетерски, како да го наречам. Па добро да Иако на Ванковска најмногу ќе личи на Левица, од оние ги знаеш хармониките што беа. Тие двојките. Да, стари, да. Тој потсеќа на комунизам, човече, нема врска со комунизам. На комунизам тој е автобус, хармониката. Па и на пролетер автобусите. Не, хармоника на онаква од едната страна пред гумата на хармониката, пред прекрашајот, нели? Стаја на слика од Апасиев, од другата од Ванковска. Тоа е кога не прашуваат експерти за пиар, така, тераат без везе. Едно време имаше такви слики на Слободан Милошевич и на Цилето Пурковски по Србија. Али ајде за тоа да не идеме во историја. Да не ги враќаме времињата, али мислам дека беше пропуск направен од страна на Ванковска во изборот на автобусот и токму затоа ги гледа и овие грешки, заради тоа жената вчера, како и рече на Силјановска, вика, врати ми ги ти керките, ти ќе бидеш председател. Од странство. И да, абе шо ќе се враќаат златно таму се седат. Тука мајки се мешаат старците, знаеш како е тоа, па вака, така, па ова, па она, нека си седат таму. Така си е. А кој ја навреди, ако га прашуваат слушателите, а како ја навреди Силјановска, го чувте, да не бил муши, онал немало ништо да е. Види се, го чу тој моменти? Не. Јас не го слушнав, да бидам искрен. Сега, прво, професорката Силјановска, поради нејзиниот маж дека има професионална кариера, такво нешто не постои. Сега да се разбереме. Не само што не постои, ајде не ми се наљутат семено, ја мислам дека дури во многу наврати е обратно. Жената си е стожер на тоа семејство со нејзината долгогодишна работа. Жената си е универзитетски професор кој бил кумот мој. Вели, јас запишав магистерски уставно право ради Силјановска. Сега он е по секој параметар гласач на левица, ама нема шанси Ванковска да ја гласа. Затоа што оваа му била правен репер, како да ви објаснам. Ја баш некни имавме на прослава, па дискутиравме на тема. Има луѓе кои
ќе гласаат за Силјановска затоа што само им била професорка и сите знаеме како ни импонирала како професорка. Едни пример Фрчко кој има предавање бегавме. А не да Боже па асистентката негова Ана Чупеска која имаше предавањето. Не смеш да се појавиш. Ние не бегавме, ама не беше ништо, види. Досаде. Знаеш, постојат некои луѓе во Македонија околу кои што има, како што би рекле овие деца, хајп, нели, некој. Да. Кога ќе прострешеш вака на што се темели тој хајп, ништо нема. Еве. Ужас беа предавањето. Се морам да кажам дека на пример имаше една верзија на Денко Малески која што беше добра како професор. Таму нема забелешки. Ама не се сеќам ке Фрчко за таква. За разлика од Фрчко кај Силјановска се не студентите текнува се не само тоа, него 2 часа и прво никогаш не беше пропуштен час, така ли? Потоа знаевме за што зборуваме, знаеше жената за што зборува. И друго со почит беше со сите тие работи, така што тука ја немам дилеми, не знам ти дали имаш дилеми околу таа работа, ама ќе видиме. Не, какви дилеми, не го видов тој дел во секој случај, но ме навредува. Еве, имаме од слушател секој ден дека за ке бриколаше автобусот. Секој ден е паркиран автобусот таму, не се употребува, служел како билборд. Уствари, сваѓаш? А па добро. Добра тактика има. Имаш у Британија, не знам дали се сеќаваш, дечки што нудеа маркетинг на фирми со комбе. Што се случува? Нели има линковски случаи, се у Лондон уживо нешто се јавува, не знам, од временска прогноза па да натаму. И овие идеа фирмава, зимаат комбе, ти го брендираат комбето со твојата фирма, ме разбираш, не знам, радио лидер, и има BBC уживо и они идат и го паркираат за да влезе у кадар комбето брендирано со тебе. И пази, она го поместуваат лево десно, се гледа дека има човек што им кажува понапред поназад и баш у цел кадар комбето да дое. Па после тоа почна да го прават по Sky News, по она, па ги тужа, овие викат зашто не тужите, ние имаме слобода на движење. Знаеш, па имаше цела полемика околу тоа, така и овој автобус паркиран на паркинг. Па може промашиле, они го земале автобусов, го изрентале, го брендирале, ама после кога виделе дека колку гориво троши тоа чудо, секој случај добро, има пари за оваа работа. Имаат некоја идеја, да е тоа. Идејата е да стои автобусот на паркинг. Не. Ама добро, види, тоа е тоа. Значи во моментов да констатираме дека сме во финишот. Денеска е последниот ден, или? Да, денес е последниот ден од кампањата. Утре е изборен молк за председателски избори. После ќе видиме легислативата дали може утре да дое пример тука Мицкошки и си правиме ние муабет за парламентарни избори, онака. Види, многу чудни се овие правила. Ја многу личат на Македонија правила сега да бидам вака искрен и ај ќе видиме како ќе излезе сето тоа. И на шо ќе личи, а? Во секој случај во среда си изборите, од Сабајле ќе се гласа. За кого ќе гласаме? Те ќе се одлучите сами, почитувани слушатели, но мерете си многу пати пред да го направите, да го дадете вашиот глас. Мерете, сечете и ќе одлучите на крајот. Имате 7 кандидати, колку се добри самите проценете си, да не ви даваме ние памет. Кој е најдобар, сами проценете си. Се ми јавува дека така со комбе функционирало и ВМРО ДПМН во 2014 година. Да? Да. Дека исто паркирале комбиња на линкови? Да. Значи ја виделе они од Англија тактикава. Не, ово одамна е измислено во Англија. Прашање дали од Англија, може повеќе амерички ми звучи. Не бре, у Англија го има ова цел бизнес, има фирма. И ти им плакаш и они си идат луѓево, бараат линкови кај имаат закажано телевизииве и си шибаат у живот. Иде и комбево се паркира со тебе на вестите, гледаат стварно многу луѓе како бренд. Ова е многу добра репрезентација на брендот, знаеш. Па добро. Абе види, маркетингот е денес отиде многу напред, сега имаш и вештачки интелигенции и така натаму. И ја мислам сега да резимираме пред рекламите по кои ќе се вратиме со последниот дел кој се бави со математика. Види, ние да имавме ChatGPT да ни беше председател,
и да даваше решение за поставените проблеми, мислам дека многу подобро ќе поминевме во изминатите 5 години. Дали се согласуваш со мене? Па да. Значи му викаш на чат GPT француски предлог, дај како да излеземе од ситуацијата. Француски предлог не се занесува Ме разбираш? Чат GPT е многу порационален. Добро, ми се допаѓа. Сметам дека повеќе шанси му давам на чат GPT од на Стево Пендаровски. Не, тоа е. Тоа е што да се прави. И жал ми е што не успеавме во Македонија да искористиме во овие години вештачката интелигенција да ја води државата. Туку се подпревме на приватната интелигенција на Али Ахмети, Димитар Ковачевски, Зоран Заев предходно и на Стево Пендаровски. Ќе бидеме на реклами или имаме уште? Па имам уште 2-3 минути, да. Добро. Абе види, значи да затвориме. Ти си против вештачка интелигенција? Сум, да. Мислам дека Ама ја те побив сега со. Не ме поби, ама ајде. Да. И мислам Ти дека сепак Стево беше боле од и мислам дека ова со вештачката интелигенција е работа во која што треба да се влезе, ама има еден преголем хајп дека само што човештвото само што не пропаднало, тоа не верувам. Дека тоа е алатка што ќе се користи, но ај остави да оставиме тоа. Баш кога чат GPT секако боле анализи ќе да затвориме дебата. Значи прво срамота е што во 2024 година со 7 кандидати кои што пособрале 10.000 потписи, имавме само една дебата. Срамота е. Зошто е тоа така? Сите се потресовте со тоа дебативе и тикал Ванковска. Не. Она дебата, зашо немало дебата? Што немало дебата? Дојде на дебата и што направи ништо. Зошто е тоа така? Зошто избега Стева Пендаровски, Бујар Османи бега од дебата? Што е срамота? И тука во емисијата мора да се согласам, кај нас беше Стефчо Јакимовски, кажа вика срамота е 5 години ти да си председател на држава, да те хранат со податоци разузнавачки агенции на Македонија, да се сливаат кај тебе сите информации и ти да бегаш од дебата, срамота. Значи, една дебата имаше само затоа што бегаат 20 кандидати, кандидатите на власта. Бујар Османи и Стева Пендаровски. Требаше да има барем 5 дебати. Нека има дебата за секоја тема посебно, па да видиме да се соочат целосно. Затоа што формата на митинзи е форма за собственото членство. Формата за каде што сите во Македонија као граѓани мериме кому да му го даеме гласот е дебатата. И не од сега од првата дебата телевизиска во светот 1960 година Никсон и Кенеди до денеска секогаш и секаде има дебати. Кој е оваа мода да се бега од дебати не ми е јасно. Се надевам дека меѓу двата круга ќе смогне сили Стево Пендаровски. Не. Да излезе со Тайм-аут. Добро. Билјана Ванковска сјајеве за време на емисијава фатила на Facebook Ломија Прајсилјановска. Зошто? Дека она била Мицко, вист, ваква била, да си царица со 320 евра до сегашната кампања не е тешко, јас сум пролетери со прелетерите, а не со Хидромицко, вели Ванковска. Многу потешко е да знаеш што ќе преземеш и да не ти е страв да го кажеш и сториш тоа. Ние сме две различни планети, две различни спротиставени погледи на светот и Македонија. Две различни политики. Ама чекај бе, дечки. Па вчера што не го кажува во дебата? Шо е сега ова тука по Фейсбук? Сега плачеше дебата, немало дебата, изгуби на дебата. Овие лези се стварно најаки се само на Фейсбук која пишуваат. Очи у очи ги нема. Го нема Апасиев да дојде тука очи у очи да ни каже што мисли. Затоа ќе идеме сега со реклами, затоа што се плаши. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. И ај сега да бидеме вака доследни и конкретни. Што е победа за секој кандидат? Победа за Стево Пендаровски според мене е да освои еден глас повеќе од Гордана Силјановска-Давко. Затоа што така, нели, ќе биде со еден глас повеќе од Гордана Силјановска-Давко, Стево Пендаровски сигурно ќе биде, нели, победник во вториот круг. Победник би била Гордана Силјановска-Давкова доколку има 50 до 80.000 гласови повеќе од Стево Пендаровски. Не еден не е доволен.
Затоа што во вториот круг Стево Пендаровски по се изгледа ја добие поддршката од ДУИ, но тој исто така може да се видиме албанската опозиција како ќе одлучи, најверојатно ќе повика секој по свое убедување, но Стево Пендаровски дефинитивно во вториот круг ќе оди по лов на овие албански гласови. Доколку Силјановски има 30 до 50 гласови повеќе од Пендаровски, верувам дека ќе има тука негде ќе биде бројката. А веќе над 80.000 гласови разлика за Силјановска, нешто што го предвидуваат анкетите, да речеме. Тоа е веќе печат и кај за Стево Пендаровски, тогаш може да почнеме да стравуваме дека тој може и да го бойкотира вториот круг. Значи кажавме што е победа за Стево, што е победа за Силјановска. Добро. Победа за Бујар Османи е да има повеќе гласови од Таравари. Да има драматично повеќе гласови. Драматично повеќе гласови, исто така 30-50 зависи. Да. Победа за Таравари е да има еден глас повеќе од Бујар Османи. Или како ви кажат денеска што ми е striking distance, како беше на македонски? Во секој случај, Добре. еден глас повеќе. Победа за Максим Димитриевски е да оди над 60-70 гласови. Нешто што ќе значи дека неговата партија на парламентарните избори ќе биде сериозен политички субјект. Добро. Победа за Стефчо Екимовски е да има еден глас повеќе од Билјана Ванковска. А победа за Билјана Ванковска е да има драматично повеќе гласови од тоа што имаше левица на последните избори. Тоа се 37.000, така беа, или 47.000? Па, чекай сега ќе видиме. Парламентарни избори 2000. Парламентарните ќе гледаме, локалните не се репер. Да. 2020. Значи левица. 37.000. Победа ќе биде доколку ги дуплира овие гласови. Доколку се движи Билјана Ванковска околу овие гласови, тоа значи дека левица пак има двајца пратеници. Билјана Ванковска во овој момент, согласно анкетите, е под овој процент, тогаш левица... Па не е по 30.000 гласови. Значи не, сега зборуваме за проценти. Да. Левица во 2020 година имала 4,10%. Да. Сега Билјана Ванковска има 3,84, тука негде. Не гледаш, ти гледаш од вкупниот број, се гледа само од изјаснетите. Ако ги гледаш така има повеќе. Ќе видиме. Значи се зборуваме како се гледа. Меѓутоа, види, според ова што го кажуваш, реперите што ги стави, неколкумина од тие што ги спомна имаат шанси да влезат во твојата матрица на успех. Не еден. Значи изборите може да завршат со неколку победници и со неколку губитници. Да. Еме така да кажеме. Значи ги прецизирам. Силјановска треба да има повеќе од 50.000 гласови од Пендаровски, тоа е победа за неа. Пендаровски треба да има добро, убаво е глас. 50.000 гласови, да. Еден глас повеќе од Силјановска. Да. Тоа е победа за него. Таравари 30.000 повеќе од, пардон, Османи 30.000 повеќе од Таравари. Таравари еден глас повеќе од Бујар Османи. Максим Димитриевски да оди над 70.000 ќе му ставиме граница. Над 70.000 гласови. Ајде да бидеме поскромни за него, да му ставиме 50.000, затоа што беше скромен за Ванковски, дава шанса, сепак има некоја љубов тука меѓу тебе и Ванковски. Не, па сега го прифати мораториумот на дебата, иако сега на Фейсбук не го прифати. Значи еве да речеме над 50.000 нека биде Максим Димитриевски. Па еве на Ванковска 3 месеци постои. Ајде и на Ванковска ќе ми ја ставиме. Ванковска не, Ванковски рече ти 37.000. Значи не, се на 37.000 се повлакам. Не. Сега па ти го спушти Максим, ја ќе ја кренам неа. Еве, за нив двајца ни мое ни твое. Двајцата за нив е победа да имаат повеќе од 50.000 гласови. Добро, најде. За Стефчо Екимовски е победа да ја победи Ванковска затоа што ќе покаже така дека тој, а не Ванковска ги освоил протестните гласови. Добро, може. Убава анализа. Фантастично. И мислам фантастичен финиш за
може и сонце ќе се појави. Тешка работа. Тешка работа. Утро сме во Лондон. Да, утро сме. Ужасно. Да. Ужас. Ама не сме во Сити, добро. Онај топол ветар од метрото уште ми фали доле. Мрдеа. Да. Знаеш, тој мирише, да не го искористам терминот. Мислам дека е со тоа. Значи реперите ги ставивме, утре ќе имаме една чудна емисија кај што ќе молчиме за едни избори, за други ќе зборуваме. Ќе видиме се, Или дали не знаеме. Може ќе направиме и нешто за екологија, тоа не е резервно веден. Дај да направиме утре против цигари емисија, може нешто такво. Против пушење цигари емисија да направиме. Добро, ајде, осте се тоа. Одиме, значи, утре ќе имаме да видиме што можеме да тераме како политичка емисија, кој нешто воопшто можеме да тераме. Да. А задутре ќе следиме избори. Како тече од сабајлето, утрото, излазност, тепачки, тие работи, а вечерта може нешто брзински кој ќе затворат да направиме, пошто после ја и ти имаме закажано по телевизииве. Ја ќе идам поканет сум во Заспи ако можеш. Во 10:30 таман да ги пречекам резултатите. На дочек, добро. На дочек Да. на резултатите ти. Јас сум во Телмо. Прво, па ќе видиме. Во Телма. Во Кумши, кај И на мене. крај може сите да се споиме во цивил медија. Па види, таму има Таму е парата. Таму е другарче. парата, да. Таму е Таму парата. ќе видиме некој нешто. Таму е да. парата. Почитувани слушатели на Радио Лидер. Ви најавуваме дека председателскиот кандидат Арбен Таравари, не знам, има проблем со времето, беше во странство и натаму нааму, а имаме конечен термин за Гордана Силјановска. Давкова, тоа е само момент 25 април во 15:00. А Стево што направивме? Од Стео Пендаровски се уште немаме одговор. Таравари ни се извинија, но навистина баш периодот кога требаше да дојде беше во странство. Ловеше гласови таму. Не успеа да стигне, но може да го добиеме нели за вториот круг за парламентарните избори околу такви прашања, Да. така што ни веќе Не, сакам да го прашам, мислам кога има конгрес, кога стана лидер на СДСМ, затоа што така настапува. Кој? Пендаровски? Да. Го нема. Значи Пендаровски нема никаков одговор. Да. Од него за Силјановска добивме термин, значи 15:00 часот на 25 во четврток. Веројатно ќе биде прво интервју на Гордана Силјановска по изборите, каде што ќе се соочи со овие очекувања и бројки кои ние ги поставивме овде. Ово утро. Во име на во име на македонскиот народ. Во име на македонскиот народ, Добро. да. И Кога сите граѓани на представуваш ти, Република Јас го представувам македонскиот народ. Многу ми е жал што на Ванковска телевизорот ќе мора да го пратиме по брза така пошта. се поделивме. Ти го представаш македонскиот народ, ја граѓаните на Македонија, нели? Да. Демократично. Многу ми е. Добро. Значи, викаат. Љупчо многу си слаб математика. Гази баба разликата 20.000, кисела вода 15, Ѓорче 10, 45.000 прилеп, 10.000 битола, 5.000 битола Охрид 60.000. Добро, ајде. Да не за е. весели математики ќе оставиме за друг пат. Љупчо, тоа е тоа. Се одјавуваме од Радио Лидер, почитувани гледачи и слушатели. Гледате не утре да видите што ќе смислиме во еден. Да видиме што ќе правиме. Може Што? да збориме, да објаснуваме што е Донтов модел. Некоја таква емисија да направиме. Ама тоа е за пред парламентарните, нема да. логика ова. Што е Можем, пр- па што е можеме да објаснуваме како председател? се бираат председатели во други земји. Ајде. Може да збориме тоа, може да збориме, не смееме на имињата да им ги спомнеме. Иначе можеш да збориш, речи. Пример, една кандидатка, ме разбираш, што тамо нешто прави на филозофски факултет. Ме разбираш? Да. Еден кандидат, Што личи тоа така? што чат GPT ќе беше боли председател од него. И така дале. И добро. така да им даваме описи, ме разбираш?
Добро, тука да затвараме емисијата. Почитувани гледачи и слушатели, гледате ни утре да видите што сме смислиле наместо политичка емисија во еден неполитички ден. И размислете дека може би вештачката интелигенција подобро ќе го замени председателот.